Добар ден и од мене. Започува на новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телм. Овој пат идните мајки ќе добијат мноштво информации поврзани со доцната бременост, односно периодот пред самиот чин на породување. Покрај стравот од породувањето, многу трудници стравуваат и дали ќе го препознат почетокот на породувањето за навреме да стигнат во болница. За знаците кои што го навестуваат породувањето, денеска ќе зборуваме со доктор Елма Абдула Хасанаговски, специјалист по гинекологија и акушерство од Санте Плюс. Добре ни дојдовте. Добро ве нашла. Секогаш е задоволство да се биде во вашето прекрасно студио и со вас секако. Благодарам. Како се пресметува веројатниот термин на породување? Многу жени знаат од прилика кога треба да се случи чинот на породување, па сега би сакале веројатно да знаат на кој начин се пресметува и колку е тој прецизен. Дали повеќето трудници се породуваат во тој термин? Датата за веројатниот термин на породување се пресметува кај жените кои што имаат уредна менструација по една проста формула. Тоа е +7 минус 3, +7 од датата кога имале последната менструација, а -3 од бројката која што го одредува месецот, односно во месецот во кој што имале последна менструација, -3 месеци се одредува наназад. И на тој начин наједноставно се пресметува датата за веројатниот термин на породување. Се смета дека бременоста трае 10 лунарни месеци, 40 недели и дека породувањето најизвестно се случува во последната недела од бременоста. Во однос на тоа како се пресметува датата кај пациентките кои што имаат нередовни менструални циклуси, таму веќе ситуацијата е малце покомплицирана, односно без лекарска помош, тешко би се одредил веројатниот термин за породување. Во таквите случаеви датата се одредува спрема растот на плодот. Значи, до 12-та недела, најпрецизно спрема растот на плодот, со потврдена срцева акција, се одредува датата за веројатниот термин за породување. Така, сега трудниците кои што имаат нормална бременост, кои што го знаат терминот, веројатниот термин за породување, кај нив многу ретко се случува, шансите се мали да не ги препознаат знаците кои што навестуваат породување, дури првородките ми се чини дека се случува и побрзо да стигнат во болница од страв или некој ден порано или дури некоја недела порано кога чувствуваат некои лажни контракции. Сега би сакала тука да проговориме за контракциите. Често се случува на ЦТГ да се утврди присуство на контракции кај трудницата, но таа да не ги чувствува. Зошто е тоа така? Дилемата дали ќе ги препознаат контракциите и навремено да се јават во болница, навистина жените живеат сите 9 месеци од бременоста. Посебно првородките. Точно. Они се под еден константен стрес и мислам дека тој стрес на повеќето пациентки им одзема дел од убавината на бременоста која што се ја носи сама по себе. Тоа е непотребно. Најдобро е во почетокот на бременоста секогаш да се исконсултираат со својот матичен гинеколог или лекарот кој што им ја води бременоста, да ја направат разликата помеѓу Бракстон-Хиксовите контракции, кои што условно популарно ги нарекуваме лажни контракции, и вистинските контракции. Во однос на прашањето дека на ЦТГ-то има контракции, а пациентката не ги осеќа, тоа се Бракстон-Хиксовите контракции или лажните контракции. Тие контракции се појавуваат уште од 6-та недела на бременоста, меѓутоа пациентките не ги осеќаат. По некој процент од пациентките може да ги почувствуваат веќе од 6-тиот месец на бременоста, после 24-25 гестацијска недела, а некои пациентки дури до крај на бременоста воопшто не може да ги почувствуваат или да ги регистрираат дека се случуваат тие Бракстон-Хиксови контракции во нивниот тело. Што се уствари тие контракции? Тие контракции се припремни контракции. На крајот од бременоста тие го зреат грлото на матката, значи ја подготвуваат матката, она да биде рецептивна за вистинските контракции и да може дилатацијата на грлото на матката и целокупниот пород да се одвие најнормално. Во услови кога немаме спремно грло на матка, значи кога е тоа со почврста конзистенција, кога нема никаква отвореност на грлото на матката, кога е локализирано во задниот форникс на вагината, во такви услови и реалните, вистинските контракции кои што водат до пород би имале помала ефикасност. Значи нема простор за страв доколку има лажни контракции. Дали лажните контракции некогаш може да го отворат грлото на матката? Го размекнуваат и може да доведат до скратување. Меѓутоа, затоа пациентката доколку осети повеќе од 4 контракции од таков тип, кои што траат повеќе од 30 секунди во 1 сат,
тогаш би требало веднаш да се јави кај својот гинеколог. Меѓутоа, ако тие контракции се со послаб интензитет, ако не траат повеќе од 30 секунди, ако нивниот интензитет не се менува со промена со лежење и со мирување, тогаш апсолутно би требало да се јават кај својот матичен гинеколог. Постојат квалитети кои што ги имаат лажните контракции и квалитети кои што ги имаат вистинските контракции. Тоа би требало секоја пациентка да го изучи, за да може самата на себе си, доколку ги регистрира, да може да си помогне без при тоа да влезе во една паника. Така, бидејќи често се случува да трчаат трудниците до болница, да веруваат дека е започнало породувањето, да се работи само за лажни контракции. Сега како трудницата да ги препознае вистинските контракции? Како да разликува вистинска контракција од болка во грбот или пак од клоцањето на си уште нероденото бебе во стомак? Значи, верувајте ми, вистинските контракции секој ќе ги препознае. Така. Тие со текот на времето стануваат се поинтензивни. Менувањето на положбата на телото не влие на нивната јачина. Напротив, дури понекогаш, поради нивната јачина, самата трудница не е во состојба ниту да зборува, ниту да се движи, ниту да чекори. За разлика од овие контракции, лажните контракции со промена на позицијата на телото ќе поминат. Со одмор ќе поминат. Нивниот интензитет во наредниот временски период не се зголемува. Останува ист. И интервалот на кој што се појавуваат лажните контракции не е уникатен, не е единствен. Него е практично неправилен ритамот на нивното јавување. За разлика од нив, вистинските контракции доаѓа до скратување на интервалот на нивното појавување. Кај лажните контракции, повторно ќе повторам, доколку во саат време се појават 4 контракции кои што траат повеќе од 30 минути, 30 секунди, тогаш би требало да се јават на гинеколог. Во сите други услови би требало да легнат, да се одморат, да ја променат позицијата на телото, доколку контракциите се смират, значи нема простор за паника. Тука би можеле да ги вклучиме и гледачите со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Отворени сме за комуникација со вас, слободно можете да се јавите и да се вклучите во програма. Споминавте дека е важно време трењето на контракциите, но и зачестеноста. Кога всушност настапува породувањето? Колку често треба да се јавуваат контракциите за да може да се каже дека породувањето веќе започна? Нормалната честота на контракциите непосредно пред породувањето во 10 минути да имаме 5 контракции, али зборувам за период непосредно пред породување. Меѓутоа, ако пациентката има сукрвица, ако забележи дека има кафеав исцедок од гениталиите, ако забележи дека испаднал слузавиот чеп, ако забележи дека во претходниот пола сат веќе има 3 контракции на кои што интензитетот им се зголемува, веќе е време да се јават во родилиште. Значи, доколку контракциите се на 20 на минути, на 15 минути, тоа е време кога треба да се јават во родилиште. Меѓутоа, постојат и други околности кои што би требало хитно да се јави во болница. Тоа се пообилно крварење, прснат водењак, контракции кои што предизвикуваат одземање на здивот од својата јачина. Значи, тоа се работи кои што би требало пациентката да ја насочат веднаш да се јави во родилиште. Што е со водењакот? Споминавте прснат водењак. Дали има некои знаци кои што може да навестат дека водењакот ќе прсне, бидејќи сега тука нели филмски сцени и жените се плашат тоа да ним се случи во јавност, па да се посрамотат или пак да не почне веднаш потоа породувањето и слично? Така, во животот ретко се случуваат филмски сценарија, така и со ова е правило. Многу мал број на пациентки прскањето на водењакот иде ненајавено. На секогаш предходи некоја појака болка, следат контракции, има некоја најава околу прскањето на водењакот. Последните недели од бременоста пациентките најчесто се во домашни услови затоа што нели тежината, чувството на спуштањето на плодот некако ги врзува за домот.
Доколку настане прскање на водењакот во јавност, тоа не е никаква срамота, тоа е еден физиолошки процес и верувајте, во сите тие услови пациентката најмалце ќе мисли на околината и што околината би дала свое мислење, нели, за таквиот еден настан, а и околината се надевам дека најпозитивно би реагирала во такви некои услови. Така да прскањето на водењакот започува откако ќе прсне водењакот или не е правило, така? Не е правило. Можно е водењакот да прсне малце порано, па да чекаме 12-24 сата пред да се направи индукција или пред да почне спонтано да се случува породувањето. Колку е важно дишењето за време на породувањето? Многу е важно. Така, Многу е има некои важно. вежби кои што можат трудниците се подготват, значи за самиот чин на породување со вежби за дишење? Што фаќа? Правилното дишење практично ја чува трудницата во добра оксигенација. Со тоа и добар ацидобазен статус на незиниот организам и на некој начин ја конзервира незината сила и потрошувачката на гликогенот во незините клетки. Доколку пациентката диша неправилно, тоа ќе ја води до една состојба на побрз замор и немоќ во моментите кога ќе треба да напнува. Вежбите кои што најчесто се практикуваат нели во предродилната подготовка се многу битни затоа што индиректно пациентката нели психолошки ја подготвуваат и на тој начин е она подобна да комуницира со лекарот кој што ќе го води незиното породување. Дишењето, пак ќе кажаме, со цел конзервирање и правилно трошење на енергетскиот статус кој што го има пациентката за време на породувањето. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Значи, јас сум трудница веќе при крај на 8 месец, уште малку ќе влезам во 9-тиот. Инаку ова ми е трето детенце што треба да го родам. Со претходните две нормално се породив, немав никакви проблеми, но сега многу ниско го носам плодот и чувствувам тие лажни контракции уште од 7-миот месец, но сепак не ги регистрира како вистински контракции кога ќе ми прави матичниот гинеколог ЦТГ. И сега сакам значи да направам уште една консултација, еве кога имате веќе гостин доктор. Секако. Примам вагиналети утрогестан и цервиксот ми е во должина некаде од 32 мм во овој период. Дали е тоа нормално? И во умирување сум цел месец, значи не кревам тешко, не се движам, повеќето поголемиот дел од времето го поминувам во лежење. Која недела сме? Дали смеам да прашам? Да, значи терминот ми е 3 февруари, доаѓа некаде како 33,4, така нешто, 34 недела. Так. Ви благодарам. И ви благодарам, Ива. Фала за прекрасното прашање, на вистина одлично прашање. Третородка, веќе лигаментите се нели растегнати од претходното раѓање, не постои класификација ниско и високо носење на плод, постои класификација во однос на постелката, позицијата на постелката. 32 мм должина на цервикс не спаѓа во висок ризик, катов за висок ризик е 25 мм, доколку во некој период, колку што го следите вие, грлото на матката, не настанува негово кратење, нели перманентно намалување на должината на грлото на матката, тогаш апсолутно ризикот за предвремено породување тука е сведен на минимум. Меѓутоа, доколку утрогестанот допринесува тие чувство нели дека притиски дека навлегува во каналот главчето на бебето, тогаш е оправдана неговата употреба. Така. Кога ќе започне породувањето, дали може да се прими спинална, односно епидурална анестезија? Има ли момент кога е предоцна да се аплицира анестезијата? Постои период кога е предоцна да се прими анестезијата. Оваа анестезија, практично обезболување на раѓањето, се аплицира лек кој што го спречува пренесување на болниот импулс, и на тој начин пациентката доживува дилатација на грлото на матката без при тоа нели да биде свесна колку е тоа све болно. Постои, да кажеме, една класификација според која се аплицира на дилатација на грлото на матката од 3 до 5 сантими. После тоа веќе е одреден ризик
затоа што моментот на напон, кој што не sme да биде окупиран, доколку касно се даде тој тип на анестезија, напонот ќе биде окупиран, па и самата експулзија на плодот би можело да биде отежнато и во такви услови почесто се завршува породувањето со помош на асистирано породување. Така. Неретко можеме да слушнеме искуства на трудници, односно на мајки веќе, дека се породиле со провокација, односно имале индуциран пороѓај. За што станува збор? Индуциран пороѓај се применува во одредени услови. Еве, например, најчесто она што се сретнува, кога ќе се надмине веројатниот термин за раѓање, кога почна околу плодовата вода да се намалува, значи кога гинекологот најмногу може да се чека кога се надминува? Најмногу 2 недели. Меѓутоа во пракса тоа, да кажам, не е со највисок процент, најмногу она што се чека е до 10 дена над термин. Доколку веројатниот термин за породување не е точно и екзактно утврден и нема никаква корекција во однос на неговата прецизност и претходна одреденост. Индукцијата се спроведува на неколку начини, тоа е значи практично ние даваме нешто што ќе го испровоцира почетокот на раѓањето. Затоа што самото раѓање или само себе не се индуцирало, значи ние со нешто треба да го испровоцираме. Тоа се користат интравенозно дадени лекови, механички или пак со дадени лекови вагинално. Механички се прави со катетер, може да се индуцира раѓањето со прскање на водењак или со даден синтоцинон како венска инфузија. Дали во тој случај породувањето е поболно? Пациентките го препознаваат како поболно затоа што оној делот на почетокот на контракциите, кога е спонтано почнато раѓањето, еден дел од времето го губат во подготовки, патување до болница, преглед, приемно ЦТГ. Тој период не ги забележуваат толку многу, да кажам, тие контракции. Меѓутоа, кога се во болничка соба со вклучена индукција, тогаш секоја контракција се нотира и имаат субјективно чувство дека е поболно. Меѓутоа, реално тоа медицински не држи. Така. А како тиче самиот чин на нормално породување, на спонтано породување? Ние тука имаме некои видеа кои што би можеле да ги пуштиме да го илустрираме овој дел од разговорот. Нормалното породување трае во 4 фази. Тие 4 фази би требало исто така трудницата да ги осознае за да знае точно во текот на породувањето што се случува со нејзи и со нејзиното бебе. Само на тој начин ќе може породувањето да го доживее како една прекрасна приказна со еден среќен крај и чин. Првата фаза е дилатацијата на грлото на матката, втората фаза е експулзијата на плодот низ меќите овие родилни патишта, третата фаза е плацентарното добе и четвртата фаза е практично оние 2 сата после породување и после експулзија, после вадењето на постелката. Оно што пациентките го препознаваат како болка, тоа е фазата на дилатација на грлото на матката, кога тоа треба комплетно да се издилатира до 10 сантими, за да се отвори простор плодот со својот предводечки дел, најчесто е тоа главата, да почне да минува низ коскениот, односно низ мекиот вагиналниот родилен пат. Колку време тоа најчесто трае? Има ли граница после која што се интервенира, да речеме, со царски рез и слично? Царскиот рез не може да се постави индикација доколку пролонгирано трае или не знам. Се мерат времињата, дилатацијата зависи временски дали е првородка, второродка, третородка, може да трае породувањето и до 12 часа кај првородка. Таа дилатација може да трае 12 часа. Меѓутоа, кај второродка очекуваме тоа да се заврши веќе за 8 часа дилатацијата. Експулзијата на плодот исто така, доколку не се заврши за 2 часа, тогаш би требало да се постави индикација за царски рез. Постојат повеќе критериуми кои што во текот на раѓањето би не довеле до заклучок дека треба да го завршиме раѓањето со царски рез. Не е само времето или не е само немањето трпение на пациентката да се доведе раѓањето до крај. Се случува ли пациентките да се премногу исплашени од чинот на породување, па да инсистираат да се породат со царски рез? Какви се вашите искуства? Да, стравот некако мислам дека стана мода. Не случајно го започнав разговорот дека пациентките живеат 9 месеци со страв и мислам дека е сега веќе прашање на мода, не прашање на реален страв и оправдан страв од некој претходно лошо искуство. Не би требало тоа така да биде. Они се реално исплашени затоа што ги очекува нешто што им е непознато.
Меѓутоа, тоа е еден физиолошки процес. Болката во текот на раѓањето е пријател и на мајката и на плодот. Болката се доживува за да мајката и телото на мајката се сконцентрираат на самиот чин на раѓање, а на бебето му помага исто така по раѓањето да може побрзо да продише, да се адаптира, значи и со својот васкуларен и со својот респираторен систем на надворешни услови. Така, и самиот чин на природно породување утврдено дека на бебето му помага во колонизацијата со пробиотски бактерии на цревата, така што има многу позитивни аспекти. И еве еден совет да бидат трудниците смирени. Да бидат смирени, и да бидат веруваат дека храбри. се ќе биде во ред. Точно. Се додека немаат реална основа за страв, навистина не би требало да го живеат стравот. Во текот на бременоста трудницата треба да биде среќна дека е бремена, дека носи здраво дете, ако е утврдено дека е здраво, како што се случува во поголемиот број на бременостите, дека нема никакви компликации и да ужива со својот партнер во сите 9 месеци. А породувањето е еден физиолошки процес кој што треба да се помине во една свесна, радосна атмосфера. Нормално круната е убавото детенце на крај. Најубавиот момент во животот на секоја жена, на секоја Најголемата награда за сите тие 9 месеци и болките во текот на породувањето е апсолутно здраво, право новородено покрај креветот на мајката. Велат и болките веднаш се забораваат. Се забораваат. Тука се заборава моментот кога ќе се земе дека се бебето заборава. Тоа е таква една позитивна атмосфера која што веднаш по експозијата на плодот мајките се облеани со една неверојатна светлина, радост, буквално све забораваат. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, навистина една убава тема и корисни совети за трудниците кои што се подготвуваат да станат мајки. Ви благодарам на поканата, секогаш со задоволство со вас. Ке се видиме повторно. Ви благодарам и вам што не следевте и овој работен ден. Се гледаме во рамки Нутринската на Телма од 12 некаде до 12:25 минути. Поздрав!